Добро, мислам дека во вакви ситуации мораме и да шпекулираме, затоа што сепак мора да го почитуваме тајноста на гласот. И меѓутоа понекогаш се индикативни самите бројки кажуваат дека одредени партии на албанците по се изгледа гласале и за ВМРО ДПМНЕ. Јас не знам до кој степен биле, да кажам под наводници, честни тие кои партии албански кои цело време велат дека мора да се оди на промени, на реформи, а во исто време одредени гласови се гледа дека веќе се диригирани, односно се преносни гласови до ВМРО ДПМНЕ. Како и да е, пак ако ја земеме вкупната ситуација, односно вкупниот број на гласовите, сепак добро е што опозиционо граѓаните го даде најголемиот број на гласови и во ова изборно место, значи победничка партија е СДСМ, со тоа што не можеше да го постигне тој посакуван резултат, што мораме да признаеме дека сепак немаше некој капацитет на вкупните гласови за да може да дојде до некоја промена, иако теоретски шанси имаше, но чудно е што значи на прегласување кога се најави бојкот, нема да се учествува, а од другата страна излезеноста беше добра, мислам и по се изгледа албански гласови има и за ВМРО ДПМНЕ, а се очекуваше дека скоро 100% гласовите на албанците во ТЕАРЦ требаше по некоја логика да бидат во контото на Социјалдемократскиот сојуз. Тука не смееме да го забораваме и фактот дека организирана партија, односно субјект имат и турците, значи турската заедница, и пошто нивната партија е во коалиција со ВМРО ДПМНЕ, најверојатно и еден куп на гласови има и од кај турската заедница, и така што имаме ситуација во која сепак имаме конечен резултат и иако се очекуваше дека ќе победи СДСМ, но крајниот резултат не беше доволен за да може да се добие уште еден пратеник. Добро, познат е стилот на Менду Тачи, он секогаш знае да калкулира во одредени ситуации, но чудно е што калкулира и во ситуација која веќе не представува фактор. Затоа што остана со двајца пратеници, даде оставка, веројатно оди со логиката дека тој секогаш во себе чувствуваше, значи, квалификација дека е голем лидер. Во една ваква ситуација со двајца пратеници најверојатно и лидерството веќе по негово не му личи и затоа и си даде оставка која и ја најавуваше и од порано. Друго, од ова позиција тој ќе има влијание во партијата, односно во тие две пратенички места, каде што и самиот е пратеник, се разбира,
и најверојатно ќе оди до крај со некоја калкулација каде што може да го да извлече некаков профит и со тоа што останало од ДПА, но едно е сигурно дека веќе е дефакторизиран, мислам, и како лидер и како партија. Мислам дека тој телефонски разговор на Менду Тачи како личност и како партија му нанесе голема штета. И тој најверојатно кривецот го бара кај Зоран Заев, односно СДСМ. Но тој треба да размислува и понатаму, затоа што сепак скоро е сигурно дека уште така да кажам, така наречени страшни бомби можат да имат и ВМРО ДПМН, односно неговиот верен пријател. Така што евентуално кога би одиграл нешто друго, веројатно би продолжило објавувањето на такви слични бомби. Како и да е, мислам дека е во незавидна положба Менду Тачи и дури мислам дека тој најдобро е веќе скроз, мислам, да се повлече и воопшто да не се меша и во понатамошниот тек на состојбите и сите комбинации, затоа што нема ситуација, нема кредибилитет да може да влезе во некакви игри каде што веќе не представува фактор.